Охрид започна заедничката седница на владите на Република Македонија и Унгарија, предводени од премиерите Христијан Мицкоски и Виктор Орбан. На седницата, која ќе трае околу 2 часа, предходеше тет-а-тет средба меѓу премиерите. Мицкоски изјави дека средбата била пријателска и ја истакна важноста на Унгарија како долгорочен партнер кој ги препознал македонските стремежи за независност. По меѓувладината седница се предвидува пресконференција на која ќе се презентираат резултатите од разговорите. Унгарската делегација, составена од повеќе министри, ќе има и културна програма во Охрид, вклучувајќи посети на значајни историски локалитети. Премиерот на Албанија, Еди Рама, ја поддржа идејата за формирање бекташка држава во Тираана, што предизвика бурни реакции во јавноста. Критичарите сметаат дека оваа иницијатива представува држава во држава и закана за верската хармонија по која е позната Албанија. Муслиманската верска заедница изрази противење, укажувајќи дека проектот ќе ја наруши толеранцијата меѓу различните верски заедници. Подпредседателот на оваа заедница, Лорен Лули, истакна дека ќе го координираат својот став откако ќе бидат објавени повеќе детали. Политичките лидери исто така реагираа остро. Поранешниот председател Илир Мета го оцени проектот како предизборна манипулација, додека опозицијскиот лидер Сали Бериша обвини дека Рама го користи за да ги одвлече вниманието од актуелните проблеми. Експерти по уставно право тврдат дека ваквата иницијатива е спротивна на уставот на Албанија со можни кривични последици. Според пописот од 2023 година, бекташи се изјасниле 115.600 граѓани од вкупно 2,4 милиони жители на земјата. Ураганот Хелена стигна на копното во областа Биг Бенд, Флорида, како најмоќниот ураган што ја погодил оваа област во историјата. До сега се пријавени 3 смртни случаи, а властите ги повикаа жителите во засегнатите области да ги почитуваат наредбите за евакуација поради опасностите по живот. Покачувањето на нивоото на водата може да достигне до 6 метри, што представува сериозна закана за крајбрежните региони. Шерифот на округот Тейлор, Вейн Паджет, предупреди на сериозните последици од игнорирањето на наредбите за евакуација. Тој ги повика жителите во ниските подрачја да ги напуштат своите домови, истакнувајќи дека старите куќи на брегот нема да можат да го издржат ураганот. Може да се скриете од ветрот, но не и од водата, изјави шерифот, опишувајќи го овој ураган како најголемата закана што ја видел во текот на својот живот. Во руски напад со беспилотно летало врз градот Измаил, во близина на границата со Романија, загинаа 3 лица, а 14 беа повредени, меѓу кои и 3 деца. Регионалното обвинителство на ОДС го опише инцидентот како терористички напад од големи размери кој предизвика неколку пожари и значителна штета на куќите. Во друг напад, руска ракета оштети индустријски капацитет во градот Днепро, предизвикувајќи пожар, но без жртви, изјави гувернерот на Днепропетровск, Сергеј Лисак. Украинските воздухопловни сили соопштија дека собориле 24 од 32 руски дронови во текот на ноќта. Во нападите биле употребени и една балистичка и 2 крстаречки ракети. Според изјавите, еден од дроновите навлегол во романскиот воздушен простор, што предизвика дополнителни тензии во регионот. Поранешниот министер за одбрана Шигеру Ишиба ќе стане новиот премиер на Јапонија, откако победи на председателските избори на владеачката Либерално-демократска партија. Во вториот круг на гласање, Ишиба освои 215 гласови, победувајќи ја министерката за економска безбедност Санае Такајчи, која доби 194 гласа. Ишиба се очекува во понеделник да ги избере новите лидери на Либерално-демократска партија и да го формира својот кабинет. Потоа ќе биде избран за премиер на вонредна седница на собранието. Другите кандидати во изборната трка вклучуваа неколку истакнати политичари, меѓу кои Шинџиро Коизуми, Јошимаса Хајаши и Таро Коно.